Трансформација и реорганизација во регионален болнички центар на градската општа болница 8 септември, најави директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Ваквите чекори се преземаат по спроведени студии кои покажале дека на овој начин ќе се напредат здравствените услуги, зашто ќе бидат отворени и нови специјалистички блокови, вклучително и онколошки. Ако ги извадиме основните буџети од вкупните буџети, сликата изгледа малку поинаку. Најголем основен буџет има 8 септември. И тоа е една подготовка за идната улога на 8 септември, која треба да стане болницата за Скопје, Куманово и Велес. Ово лекување води кон значајно подобрување на состојбата на пациентите. Така да навистина се трудиме таму каде што има значајно подобрување да се обезбедат повеќе средства. Рекорден буџет од 53,4 милиарди денари за 2025 година во јавните здравствени установи најави Клековски, што е за 100 милиони евра поголем од минатата година. Како што е познато, околу 3 милиарди денари добиваат онкологија, а околу 2 милиарди добива детската клиника. Буџет добиваат и останатите јавни здравствени установи во главниот град, но и внатрешноста. Се прават и измени во протоколите за лекување на децата со цистична фиброза и редовна набавка на лекот Трикафта. Во 25-та имаме почетен буџет од 53,4 милиарди, што е зголемување од 7 милиарди во однос на 24-та почетниот буџет. Ваквото зголемување на финансиите возможува да навистина направиме еден исчек во подобрување на здравствената заштита. Најголеми условни буџети имаат очекувана онкологија, потоа детски болести, хематологија, неврологија, ревматологија, кардиологија, дигестивна хирургија, гастроентерохепатологија. Од ФЗО потврдија дека работат и на унапредување на хируршките услови, како што е трансплантација на црн дроб од жив донор, но и проширување на лекови кои влегуваат на позитивната листа кои пациентите ќе можат да ги земат со рецепта на товар на фондот.